Воведување споделено родителско отсуство, без при тоа мајките да го изгубат стекнатото право на отсуство од 9 месеци, со 1 месец задолжително отсуство за мажите, предлагаат од реактор истражување. Оттаму сметаат дека со ова ќе се зголеми родовата еднаквост, ќе се намали дискриминацијата на жените на пазарот на труд, но и ќе се овозможи и мајките и татковците да се вклучат во грижата за детето од најрана возраст. Од Министерството за труд и социјална политика се согласуваат дека е потребен нов модел, но посочуваат дека за него треба да има согласност од сите засегнати страни. Од реактор велат дека постојниот модел кој има право на родителско отсуство на мајката, а можност таткото да користи само доколку мајката се откаже од сопственото право, е многу застарен модел. Во светски рамки во последните 2 децении интензивно се применува модел на мајчинско, татковско и споделено родителско отсуство. Ваквиот модел би имал подолгорочни позитивни ефекти за подобрување на економската положба на жените на пазарот на труд, што би значило и намалување на родовите јазови што постојат во однос на вработеноста. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска истакна дека треба да се разгледаат меѓународните истражувања и пракси со цел да се усогласат овие права меѓу двајцата родители и со тоа да се обезбеди можност и двајцата да учествуваат во растот и развојот на детето.